Председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска на вчерашната пресконференција искна дека документот кој што се подготвува, односно националната стратегија, е согласно законската обврска и во инклузивен процес во вклученост на сите релевантни институции. Приватниот сектор, невладините организации на увид на јавноста ќе биде на 8 јануари 2020. Од денеска понатаму, нацрт верзијата на стратегијата ќе биде достапна на јавноста и сите заинтересирани страни ќе може да ја разгледаат и доколку имаат своји сугестии и предлози да ни ги достават, а потоа доколку е можно да ги вклопиме во документот. На тамошниот тек на стратегијата е во собрание каде што ќе биде усвоена, рече Ивановска. Владимир Георгиев, координатор за подготовка на нацрт верзијата за стратегија, дека во овој консултативен процес може да се вклучи секој граѓанин, а документот треба да го донесат и формално до јануари, пошто ќе биде доставена до собранието кое треба да ја усвои како национален антикорупцијски стратешки документ. Самата стратегија се заснова на проценка на ризици на национално ниво, каде со поддршка на УСАИД и експертите направивме проценка каде што ќе детектираме најразличните области, вклучувајќи како и досега правосудство, политички систем, органи на спроведување на законот, но и делот на медиумите и невладиниот сектор, кои ќе ги разгледуваме од два аспекти: можност за корупција во самите нив, но повеќе аспекти каде што ќе придонесат во борба против корупцијата. Покрај сите сектори ги обработивме образование, труд и социјална политика, а за прв пат и спортот, бидејќи оценуваме дека досега не биле адресирани ризиците за корупција во спортот, а очигледно дека постојат. Потоа здравство, за прв пат и екологија и земјоделство, така што сите 12 сектори на кои што ги развиваме и акциониот план во рамките на работната група и две хоризонтални области кои се приклучуваат низ сите овие сектори, а тоа се јавните набавки и вработување во јавниот сектор. Во делот на медиумите и граѓанските организации, членот на комисијата Горан Драпиновски истакна дека во новиот нацрт стратегија ставени се 4 мерки за континуирано носат ризик од корупција, меѓу нив и регулација, односно саморегулација на интернет медиумите, согласно и проектот на ЗНМ за регистар на онлайн медиуми кои се професионални и заплатено политичко рекламирање од јавни пари. Предвидено е укинување на буџетското финансирање на платено политичко рекламирање во изборните циклуси, заекнување на критериумите за доделување на државна помош на печатените медиуми, саморегулација на онлайн медиумите и донесување на јавна стратегија што сака државата во медиумскиот сектор, а особено трошењето на буџетските пари да стане јавно. Истото се однесува и за граѓанските организации, рече Трпеновски, според кого укинувањето на ППР ќе оди тешко, но вели дека добро да се отвори дебата за ова прашање. Запрашана за ветингот, председателката на Државната комисија истакна дека комисијата постапува согласно законските обврски во делот на правосудството. Потсети дека веќе кажале дека ќе подготви годишен план за проверка на судии, со кој нема да бидат сите судии опфатени, туку да се изготви избор на примерокот од привизорно 100 до 150 судии, врз основа на податоците од Републичкиот судски совет и од пријавите кои ги имаат. За да се спроведе ветингот, потребно е да се биде донесен закон. Наша редовна надлежност по законот ни е проверка само на имотна состојба. Ние не можеме да биде активни во делот на ветинг комисиите, рече членот Бајрами. Од комисијата се заложија во иднина доколку е технички изводливо на нивната веб страница за да може да се пријават забелешките на нивното однесување. Ова е прв пат нацрт верзијата на стратегијата да се презентира јавно пред да биде донесена. Антикорупцијска очекува стратегијата да биде усвоена во парламентот од актуелниот собраниски состав.